Господине Климентале, значи, кажете ми нешто повеќе за охридскиот бисер. Изработката негова има долга традиција во Охрид. Првото зрно на седефасто зрно кое е обработено за да добие статус на охридски бисер е изработено во далечната 1924 година од рацете на мојот покоен татко Ване Калев. Охридскиот бисер си има своји карактеристики. Тој е исклучиво фамилиарен бизнис или ракотворба, која се одвива по кругот на фамилијата. И после 86 години традиција на изработка на охридскиот бисер, тој се уште се изработува во просторија во мојата куќа. Значи, изработката е деловна тајна, која не сме да излезите од просториите на нашата куќа. Другата карактеристика е, што покрај е ракотворба фамилиарна, тој исклучиво се одвива во кругот на фамилијата. Значи, таткото ја пренесува тајната на синот на својот син, така. Јас сум второ колено, значи прво колено е првиот мајстор, е мојот покоен татко Ване, јас Климен сум второ колено, мојот син Ване, кој го носи името на неговиот дедо и со голем пиетет и со големо задоволство го носи неговото име. Е трето колено. Тој има два сина, Климент и Михаил. Се надевам дека барем едниот од моите внуци ќе ја продолжи традицијата. Доколку се работи во ситен бисер, значи зрно седефасто во диаметар од 4 или 3 мм, времето за изработка до финализација е многу големо. Во рок од 8 сати, да речеме Фи 4 или Фи 3 мм на диаметар на зрно, можеш да направиш низа и по. Какви видови на бисери има? Во текот на изработката на бисерите, видовите на бисерите се менувале. Порано биле неправилна форма, значи материјал кој се увезувал од тогашна Палестина, односно Јордан, од Витлеем градот. Витлеем нуди најквалитетен материјал, затоа што тој материјал е направен школките извадени од Црвеното море. А Црвеното море има најубави услови природни за живење на таа школка, од која се добива зрната за охридскиот бисер.